نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Така, ние сме уште во оваа изворедна книга, а таа е Усулу Тhalатha, 3 бази. И кога шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах не научи нас како да го познаваме Аллах субхана ва та'ала и ги спомна аргументи што се од Коран и Сунна и од човечкиот здрав памет, после тоа беше угодно, беше добро да спомни неколку врста од ибадети, што човекот треба да ги посвети само за Аллах субханаху ва та'ала и да се пази строго да не падне во нив во ширк. Се, како што велите еден арапски поет, го научив злото, не да правам зло, туку да се чувам. Зашто пекамберот салаллаху алейхи ва салам не научеше нас само теухид, туку и ширкот, значи да се чуваш од ширкот. И од ибадетите што му припаѓаат на Аллах субхана ва та'ала е ар-рагбату вар-рахбату вал-хушуъ. Рагба е желбата, рагба. Ва рахбату не гајн, рахбату е страв, но страв што бегаш од казната на Аллах субхана ва та'ала кон Аллах субхана ва та'ала. Разбирате ова? Ти бегаш од казната, но од Аллах джелешану. Каде бегаш? Ке Аллах джелешану пак. Не во гревови и во ширкови, не. Пак се врачаш ке Аллах субхана ва та'ала. Вал хушуъ. Хушуъ значи покорување спрема Аллах субхана ва та'ала. И аргументот е ка овие три напомнати работи дека се ибадети и дека му припаѓа на Аллах джелешану, онма го спомна шейх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах кога рече وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. И аргументот за тоа е говорот на Аллах субхана ва та'ала إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. Тие на вистина се надпреварува и беа, се брза во што? Во добрите дела. Иннехум, тие. Хум тие. Кои се тие овде? Пекамберите. Аллах ги опишуваат овде најдобрите створенија што стапиле на оваа земја, а тие се пекамберите на Аллах субхана ва та'ала. Иннехум кану юсари'уна фил хајрат. Тие на вистина се брза, во што? Во добрите дела. Исто وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. И тие нас ни се молеа со желба и со страв. Со желба за наградата кај Аллах джелешану и од страв од казната на Аллах субхана ва та'ала. Пекамберите, од особините на пекамберите што е? За тие се брза, се надпреварува во што? Во добрите дела. И му се молеа на Аллах субхана ва та'ала со голема желба и исто со голем страв. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. И тие на вистина беа спрема нас покорни. И овде велит шейх Уфеймин рахимахуллах дека во овај هذه الآية الكريمة, во овај ајет Аллах субхана ва та'ала ги опишува неговите најдобри робови со овие добри особини
се Аллах Джелешану го спомнува нешто освен што е важно за верниците. Да ги, значи ние треба овие особини да ги клавиме во пракса во нашиот ибадет. Значи да му се молиме на Аллах Джелешану со желба во неговата награда и со страв од казната на Аллах Субханаху ва Таала. И да бидиме во тоа покорни спрема Аллах Субханаху ва Таала. Значи покорни спрема што? Спрема шеријатот што му е објавен на последниот пекамбер, а тој Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. После вели Шейх Утхаймин рахимахуллах дека рагба првош, рагбатун махаббатил вусулу ила шејин махбуб. Рагба, дефиницијата, се секој работа има вуслимов дефиниција, не само ти како ми такна до тебе. Намазот има дефиниција, хаџот дефиниција, зекјатот дефиниција и така натам и така натам. Рагба, жалбата се дефинират посакување да достигнеш до нешто што го сакаш. Значи да ти посакуваш нешто сакано да го достигнеш, да го реализираш. Што е саканото за тебе? Да влезеш во џеннет. Што е саканото за тебе? Да ти се опростат гревовите. Ама тоа треба што? Работа. Не само значи ти имаш желба за нешто и без дела. Не. Тој што е искрен во неговата желба, следат автоматски што? Следат автоматски дела. Следат автоматски дела. И исто, рагба е се враќат во значењето на раџа, на надежта. Значи, ние учиме пред вечер надеж. Раџа. Дека тоа е од ибадетите, што треба да му се послуша на Аллах Субханаху ва Таала. Овде, рагба има слично значење со раџа, но разликата е многу танка меѓу нив. А тоа е раџа, надевање во нешто. А рагба, барање за нешто. Но ти ако го бара, ако се надеваш, ако го бараш нешто тогаш исто се надеваш во него. Значи овие работи се ситно многу важни. Значи овие се многу важни, ова се поврзано све со теохид. Овде се зборува за ибадети што се треба за Аллах Джелешану да се практикуваат, за никого друг, за никој други. А рахба, страв, значи учиме хауф, страв. Рахба исто е вид на страв. Но ова вид на страв е што како резултат од тој страв бегаш и се далечиш од она што може да ти нанесе тебе лошо. Што ти нанесуваат лошо, значи следење на лошите патишта. Ти бегаш од него, зашто знаеш има страв дека си во опасност. За да се оттарнеш од тоа, кај кого се враќаш? Кај Аллах Субханаху ва Таала. Значи ставаш Аллаховата вера во пракса во твојот живот. И Шейх Салих Ал-Фаузан хафизахуллах велит дека овај ајет иннехум кану юсариуна фил хајрат, значи навистина тие се надпреварува во добрите дела и ни се молеа нас со значи желба и страв. Ова е аргумент, вели Шейх Салих Ал-Фаузан, ва фиха раддун аля суфија الذين يقولون نحن لا نعبد الله رغبة في ثوابه ولا خوفا من عقابه وإنما نعبده محبة له فقط. Шейх Салих вели хафизахуллах, ова е значи возвратување аргумент против суфиите, овај ајет што тие велат ние не го обожаваме Аллах Джелешану со желба во барање на неговата награда и не од страф од неговата казна, туку само го обожаваме обично од љубов спрема него. Сега добро, ти велат ваков збор. Ние велиме како беа пегамбери, волде се опишува. И ова е суратул Енбија. Ова ајет, значи иннехум кану юсариуна фил хајрат, ова е суратул Енбија. И овде ги опишуваат Аллах Джелешану, сите муфесирин велат иннехум. Кои се тие иннехум? Енбија.
пекамберите на Аллах Джелешану. Какви својства има тие? Тие се плашат Аллах Джелешану. Какви својства? Исто има желба во наградата на Аллах Джелешану. Се надева во наградата. Значи тие не се на патот на пекамберите, значи многу јасно. Значи тие се во директна, значи контрадикција, значи директно на конфронтирање со овај ајет. И после на невериме не кај се грешките нини. Еве кај се грешките значи. Значи грешкиве се тука, ама ние дали сакаме да ги видиме или да не ги видиме, тоа е наш личен проблем. И ел-хушуъ, значи покорување, ова исто опфаќат скромност. А чија таа скромност? Од пекамберите, што се покажуваат скромни спрема Аллах субхана ва таала. Значи тие не се големџи или да имаат кибр во нивното обожавање, чалам спрема кого? Спрема Аллах субхана ва таала. Не. Туку тие се хашиин. Значи се покорни и се хушу, да. Ама овде со хашиин и со вели шех Салих Фаузан, значи има таваду. Таваду значи скромност. Значи исто тоа од разбирањата значи на ел хушу, значи тие беа скромни. Значи не беа дигнати со главите спрема обожавањето и бадето на Аллах субханаху ва таала. Туку му се моля на Аллах субханаху ва таала со желба и страх и исто беа покорни и исто беа што скромни. Значи ова треба да биде од верникот, да биде се барат од верникот да биде скромен спрема Аллах субханаху ва таала. И како рекле селефите, мен тавада'a лилlah рафа'аху Allah. Кој се прави скромен за Аллах субханаху ва таала, има него Аллах Джелешану да го крени. Значи ти се прави скромен за Аллах Джелешану, Аллах има да те крени тебе. Значи ти прави се скромен само за Аллах Джелешану, не поради народот и поради нивната награда. Алейкум селам ва рахметуллахи ва баракатух. После тоа други врста на ибадет, друга врста ел-хашја. Ел-хашјату, хашја е богобојазливост. Значи исто е како вели шех Салих ел-Фаузан, еден вид на страв. Хашја науъун мин ел-хауф, ва хија ахассу мин ел-хауф. Значи шех Салих ел-Фаузан вели ова хашја е страв. Значи еден врста на страв, но таа е поспецифична од страфот. Зошто е поспецифична од страфот? Шех Уфемин рахимуллах ни објаснува за тоа и вели зошто хауф хашја е базирана на знаењето твое спрема Аллах субхана ва таала. Зато Аллах Джелешану што вели? Иннема јахша Аллаха мин ибадихи ел-улема. На вистина, на Аллах му се плашат вистински од неговите робови, само кој? Само учените или алимите. Значи, зошто тие се плашат највише спрема Аллах субхана ва таала? Поради нивното знаење. Значи, хашја зошто е поспецифична од хауф? Зошто? Зошто таа е базирана, градена на што? На знаење. Значи ти знаеш силата на Аллах субхана ва таала и моќта на Аллах субхана ва таала и знаеш дека Аллах Джелешану може да те казни и ти тогаш се плашиш од него и се оддалечуваш од некоја забранета работа, од некоја значи што е харамна. Вели шех Уфемин рахимуллах, со овај пример ќе се разјасни разликата меѓу хауф и хашја. Вели шех Уфемин, примерот меѓу хауф и хашја е ти се плашиш од еден човек. Фа идha khifta min shakhsin, ти се плашиш од еден човек. لا تدري هل هو قادر عليك أم لا فهذا خوف. Но ти не знаеш дали тој имат моќ да те совлада тебе или не. Ти се плашиш од него. Но ти не знаеш дали тој може да ти наштети или не може да ти наштети. Ама се плашиш.
Разбрате се, ова е хауф, страф, на почеток што учиме. А хашја, ти се плашиш од еден човек, ама знаеш и като има моќ да те направи штета. Го разбрате се ова разлика? Значи, хауф е, ти се плашиш, ама не знаеш дали тој има сила, можност да ти наштети. А хашја, ти знаеш, значи го базираш на знање, тоа дело, дека што? Дека тој мој тебе да ти наштети и да ти донеси зло. Значи, ова е разликата меѓу хашја и хауф. И овие работи затоа се многу важни. Оди прашаат овие што се официјално оđи, не знам каде, прашаат што е разлика меѓу хашја и хауф. Тој прв може од тебе ќе слушнат овие зборови. А не дека треба да ги учат, значи овие книги, брача, во Саудитска Арабија се учат во 8 лет како го учиш. 3-то, 4-то деление, овие книги ги учат. Да. Овие се важни работи. Овие се за почетници во вистина. Затоа Шех Абдула Карауи, еден од алимите во Саудитска Арабија, што живе значи пред 80 години, 70 од прилика, кога имал учениците некои во средна школа, гимназија, ги прачал низ цела Саудитска Арабија давет да прават за теухид. Зошти? Ти имаат стаж 15 години учење. А не ние денеска ќе почти со 23 години Медина, со 25 години, ти не знаеш читаш арапски, не знаеш ова, не знаеш она, не знаеш тежвид да читаш, и ти време ќе помени тоа ќе те гњави, за после ти да поđеш од вистинскиот мет да зема знања. А овие работи се во Саудитска Арабија, ова е, брат, план програмата во школото. Оваа книга е план програма во школото. Што нема никој да избегне, освен мора да ја учи. И затоа алимите велат така Рафида, што се во Саудитска Арабија се куфар. Рафида, рафидите, шиитите, што се во Саудитска Арабија се куфар. Зошти? Сите мора да одат на школа. Сите го учеле овај теухид, сакал нечел зоценка мора да помни да учи. И тој ако не сватил овај теухид и прапсет во тој рафидизмот што ги има негов, да го псуете во Бекира и Омера и другите сахаба и да веруват дека Али ради Аллаху он е Бог и дека пекамберот Џибрил алейхиссалам сгрешил во објавата и ова и она други работи, тој е кафир, брат. Значи не му се дојде на аргументите. Тој нема значи изговор за ова, оправдување. Затоа алимите велат, значи кој во Саудитска Арабија од шиитите имат значи дел, што се не знам колку милиони се можда, кој учел таму, значи од ним, што се тие саудијанци, значи имаат пасош саудитски, учат таму на школа и пак остануваат на тој рафиди пат што ги има методологија, идеологија на рафидизмот, кафир. Зашто не му се дојде на аргументите. Тој не е негде што живи негде далеко, пример во некоја шума, во некоја планина, во некоја пештера и тој не знае. Оке дош кај него велиш, ти знаеш дека овие работи дојдеш само за Аллах Джелешану, тој има телмани наредено, вели ова ме чуат мене од злото. Така велат луѓе, така и денеска носат телмани, вчера се носит, вели ова ќе ме чуат мене. Овие работи кого треба да се потпреш? Само на Аллах субханаху ва таала, на никој други. Значи, разликата меѓу хауф и хашја е, хауфот е не си сигурен дали тој може да ти нашете или само се плашиш. А хашја е, ти више знаеш дека тој може да ти нашети. И тоа треба ние да се значи да бидиме значи фатени многу, значи да учиме прецизно за да добиеме тој степен на верување како што се алимите и значи учените луѓе, за ние са не да имаме само таладжено хауф, туку и хашја. Значи ти знаеш со знање потполно, со аргументи, дека Аллах субхана ва таала е тој што може да ти даде тебе добро или што да ти наштети. Све во раката на Аллах субханаху ва таала. Ел хашја. После тоа, после хашја е ел инаба. Ел инаба враќање кај Аллах субхана ва таала. Шех Фаузан велит дека инаба هي بمعنى التوبة والتوبة والإنابة بمعنى واحد. Значи теуба, покајување и инаба имаат едно значење. Едно значење, значи враќање кон Аллах Джелешану и покајување едно значење. Но некои алими, ба'дел улема, некои алими рекле не. Инаба е поспецифична од теубето.
Зошто по-специфична, слушајте добро и внимателно. Зошто по-специфична? Зошто теубе може човекот да направи, алейке селам рахмет. Теубе може човекот да направи. Но пак да не се вратит кон Аллах Джелешану, да се ближи до Аллах Джелешану, да не биде покорен. А инаба е правење теубе и барање близина ке Аллах Субхана ва Таала. Значи види разликава. Значи инаба е не само теубе да правиш, туку исто да продолжиш со добри дела и со праведни дела. Значи ова е инаба, приближување и теуба разликата. Но сепак, ако го вратиме во тоа значење дека еден други дел на алимите што велат со едно значење се теуба и инаба, теуба, значи покајување, кои се условите на теуба? Услови на теуба. Не само да речи естагфируллах. Си направил 300 проблеми, 300 неправди и велиш естагфируллах доволно, не. Туку правилно теуба ел-иqla'u ани замб. Први услов на теуба е тоа, први услов искрен, ако бидеш искрен. Прво, да го отфрлиш од себе си, значи тој греф, значи како да иqla значи правилно преведено, како да го извадиш од себе нешто, како да фанелата да го слежиш од себе си. Кој е? Замб, значи тој греф, да го оттаргнеш од себе си. Не само тоа да го оттаргнеш, значи да не го правиш повеќе, значи. Втор услов الندم على ذنب. Значи недем да почувствуваш значи она во себе не омраза, туку тажност поради тој греф. Значи ти се чувствуваш лошо, се страмиш од Аллах Субхана ва Таала. Значи тоа тука се значи недем. Значи ти се чувствуваш лошо и исто значи се страмиш од Аллах Субхана ва Таала поради тој греф. И исто третиот услов العزم على عدم العودة إلى الذنب. Да бидиш азм, да бидиш значи одлучителен, и определен да нема повеќе се вратиш во тој греф. Значи оставање на греот, чувствување во себе си лошо и да се одлучиш, значи она бидиш не тажен, последното брачо реков, значи одлучен да бидиш во тоа, да не се врашаш повеќе. Овие се услови, вели Шех Салих Ал-Утемин рахимуллах, овие се услови ако се меѓу тебе и Аллах Джелешану. Ако се гревови меѓу тебе и Аллах Джелешану, требаш овие три услови да ги исполниш. А ако имаш направено ти некоја неправда спрема народот, спрема животните, тогаш и овие три треба да ги направиш и четвртото услов е да им ги вратиш правата на луѓето што им направи неправда. Да, зашто теубето не е коректно. Теубето, покајанувањето твое, што се покајуваш, не е коректно. Има луѓе што пред да биле упатени, краделе. Значи не дошли на спрашање Швајцарија, краделе по продавници на луѓе, не знам што. Значи краделе. И Аллах Джелешану ги упатил. Сега вели што да правиме ние со тие пари. Значи има луѓе може многу пари направиле. Има луѓе примерени 20 во Швајцарија. Праја некои манипулации со банките. Секој ден да земате од банка по 10 денари. Ама 1 милион по 10 денари колку се тие? Свати сега? Така. А ти не осеќаваш 10 денари да ти земеш. Гледаш шејтанот како ги учел? Има луѓе богати се прават тоа милионери. Секој ден мене тебе нему по 1 франак. Ти од 10.000 франаци 15 имаш 100.000 некој, 200.000, што зна, и 3.000 да имаш, и 2.000 да имаш, и 1.000, 1 франак не осеќаваш. Ама на милион луѓе ќе им земиш по 1 франак, 1 милион франаци за 1 ден се тие. Да, ама париш на Аллах Джелешану,
Тие пари немат беричат, брат. Сега, што ќе правиш со тоа, треба алимите велат да поеш на луѓето што се им ги зел, да му го вратиш хакот назад. Да. Има некој вели не го знаа. Не знам више луѓето кои што се украл. Од многу што крадел, не знае кому му украл више. Изгубил ориентација. Што прави тогаш? Тогаш вели Шейх Утхаймин рахимуллах, ги враќаат парите, значи ги даваат парите на луѓе, на муслимани така речено, ги разделуваат, но не со надеж за садака се прави садакча. Не пример ки ти даја тебе 10.000 пример тогаш од тие многу и вишеве садака за тебе. Не, тоа не е садака. Тоа е само чистење него да се очистит, а не садака. Да, така. Тој не сме да ги користи, за него се харам. Ама исто задолжителен е вели Шейх Утхаймин рахимуллах да ги очистит од себе си. Значи како прво што се труди да му ги врати на човекот. Или исто на некој наследник од човекот што ако има жив. Се многу луѓе после се кажуваат во работа мрзлај. Значи велит го бараве, а него не го најдов. Да, а може да има черка, има син, има жена, ним ќе ги вратиш. Ако ти се како се трудеше тога да ги крадеш така прецизно, сега прецизно ќе се трудиш да ги вратиш. Ако нема више се ги пробал сите врати, нема никој што кому да му ги вратиш, тогаш ќе овој начин, значи му ги даваш некому, ама не садака да велиш. Туку да ги очистиш од тебе само. И ако купил облека, треба да ја продаде таа облека, да му ја даде некому други. Не да наносите, има некој купуваат скапа облека, зошто тој пари да ги заработил сам и од некај други. Значи овие треба пазење. Затоа и наба, Аллах џелешану што вели? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Значи приближете се до Господарот ваш и предајте се на Аллах субханаху ва таала. Аслиму. На оша се предаеш? На она што ти го дал Аллах џелешану за шеријат. Значи аслиму на она што дојде пегамберот салаллаху алейхи ва селам. Не аслиму да се предаеш на твоите желби и на твоите страсти и на тоа што ти декнало од тебе или таму в џамија или таму в комши или таму в село. Не. Аслиму лах. Значи на она што го објавил Аллах субханаху ва таала, Ал-Коран и Сунна, на тоа да му се предаеше. После тоа е од врстите на ибадетот е ел-исти'ана. Исти'анату. Значи барање помош. Барање помош кај кого? Кај Аллах субханаху ва таала. Што читаме ние секој ден? Ијака на'буду wa iyyaka nasta'in. Од каде тоа нестаин? Исти'ана. Значи ние само тебе те обожаваме и само од тебе бараме што? Помош. Алимите велат кога правеле тефсир суратул Фатиха, зошто и овде се спомнуваат, значи исти'ана учиме сега дека е врст на ибадет. А на почеток велиш ние само тебе те обожаваме, ти правиме ибадет. И после пак и само од тебе бараме помош. Значи зошто и кога се спомнуваат ибадетот на почеток на'буду, значи на'буду ти ибадетот ибадет зборот потекнуваат. Зошто и пак се спомнуваат во истиот ајет wa iyyaka nasta'in, и од тебе бараме помош. Зошто алимите велат никогаш не можеш да го имплементираш, значи да го ставиш во пракса ибадетот спрема Аллах џелешану, освен со помош од Аллах џелешану. Никогаш, значи не можеш никогаш ти да правиш нешто, да имаш успех во тоа што го сакаш, освен со што? Со помошта на Аллах субханаху ва таала. Затоа значи ијака на'буду ва ијака настаин. Исто пегамберот салаллаху алейхи ва селам велит, што велит? Ида ста'анта фаста'ин биллах. Кога ќе бараш помош, барај помош од кого? Од Аллах субханаху ва таала. Ида ста'анта фаста'ин биллах. Кога ќе бараш помош, барај само од Аллах субханаху ва таала и од никого друг. Шейх Утхаймин рахимуллах вели, значи исти'ана барање помош. Е неколку врста. Значи е неколку врста. Првата е врстата на исти'ана на барање помош е ел исти'анату биллахи таала. Барање помош од Аллах субханаху ва таала. Што содржуваат потполна покорност од робот спрема својот Господар. Значи ти се кажуваш покорен
спрема Аллах субхана ва та'ala и се кажуваш потребник спрема Аллах субханаху ва та'ala. Значи ова е ел исти'ана. Исти'ана значи барање помош од Аллах Джелешану и кога ќе бараш помош, не се правиш ти дека си имат луѓе кога ќе кланјат намаз и вели ти нешто направи, тој се чувствува многу добро, че ми му направи на Аллах Джелешану нешто добро. Да. Значи имаше во времето на пекамберот салаллаху селам. Јемунуна алейк, значи тие идеа кај тебе и сака да ти спомнат џумите, еве ние правиме зачаед, намаз, едно друго. Да. Во вистина Аллах субхана ва та'ala не ги даде тие добрости и милости, што не го отвори нашето срце за да го следиме вистинскиот пат. А не дека ние сме заслужиле. Не дека сме заслужиле, не. Туку тоа е милост од Аллах субханаху ва та'ala. Значи ти се кажуваш покорен и се кажуваш дека сиромав, имаш потреба спрема кого? Спрема Аллах субханаху ва та'ala. И се подпираш на Аллах субханаху ва та'ala, имаш доверба во Аллах Джелешану и му го оставаш твојата ситуација на Аллах субханаху ва та'ala. И докази тоа, значи, ијаке на'буду ва ијаке нестаин. Втора врст, значи оваа врстава прва е истијана, што е ибадет. Што е ибадет. И тоа се посветува само на кого? На Аллах субханаху ва та'ala. Втората врст на истијана, на барање помош, е барање помош на човек или на створение на човек во она што е тој во моќ да го направи за тебе. Значи ти му бараш помош некому за нешто што тој може да го направи. Значи види затоа колку е важно книгите на алимите да ги учиш со објаснување од алими. Значи ти ако земиш ова само истијана и са некој бара помош утре кај некого што е вистина во можност да му направиш, вели еве Мухамед Абдул или ваки ти си чафир. Зошто ова учење не сваќање зборовите на алимите, не сваќање намерата на алимите. Се ова знање од со колено по колено. Не седни дома чита од книгите само. Шех Фозан хафидахуллах вели, кој читат од книги само на книги се подпират, неговите грешки се повеќе што тоа што е правилно. Повеќе грешки прави. Брат, денес кога читаш за која било наука, колку книга прочиташ да ги поминеш, дали ќе тоа ти да работиш за таа наука? Ти јас су читал за медицина, за забар, за ова, за она. Су читал. Ќе тоа се некој да правиш нешто тоа? Не. Ти велат диплома. Кој те потврдил тебе? Така и за верата. Кој те потврдил тебе? Кој те пофалил затоа што пишуваат тие пофалница? Од оваа фирма пофалница, од оваа медицина пофалница, од овај доктор. Така? Зошто пофалниците? Значи го потврдил некој познаен може тоа него, што му го помина дека е способен. Како за тебе са механичар, пофалница. Така? Ако немаш пофалница, не тјарава никој колата. Ке му расипиш кошниците и после ќе направи судар. И видиш, апа ја не знаев. Како не знаеш, ти имаш одговорност. Ама овде да му расипиш верата некому многу поопасно. Верата му расипиш е поопасно да му расипиш колата. Значи, барање помош од еден човек, ама тој што имат моќ, можност да го изврши тоа. Овде вели Шейх Утхајмин рахимуллах, се разликуваат зашто бараш помош. Пак, значи, во себе оваа категорија вторава, значи на две категории други се дели. Првата е, ако му бараш помош ти некому за нешто што е одобрено шеријатски. Тогаш е дозволено да те помогне тој и ти да му бараш njemu помош. Зошто? Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Значи помагајте се во доброчинство и во богобојазливост, таквалог. Значи овде ta'awanu, значи да се помагате. Значи ако е за добро, тогаш дозволено е да му бараш некому што во можност и во сила да го направи, да се помагате. Бараш значи помош, барање на помош. А ако е за нешто харам, му велиш ноческа сака да влезе ваму, дали ќе ме вардиш ти? Така? Ти вели не требаш да влезеш ич. Ти не влагаш ич, само ќе ме вардиш ти оддалеко. Ќе снимуваш. Харам, забрането е. Не вели тогај, аба тој живе и имаше можност му помогна влеса, му го вардев. Тој сам влезе таму. Забрането е, брат, харам. И ти си учество. Да. Значи,
Значи види разликата меѓу тоа е во добро е дозволено, а ако е за харам нешто, забрането зошто? Аллах џелешано вели: "Ва ла та'авану 'алал исми вал 'удван." Нема да се помагате меѓу себе во гревови и во, значи, удвана, во непријателство. Ти ако му крадеш некому нешто, влагаш, крадеш, правиш, ова е непријателство. Утре ќе дознаете или не ќе дознаете, ќе имаш проблеми, така? Ти му помагаш, нему во ова непријателство. Затоа значи строго е забрането. Ако е за харам или некој новотарец во верата и ти му даваш нему поддршка и ако има потреба дури преночуват и кај тебе. Ова е помагање во што? Во харама. За овде значи не требита. Ова дури уште по-загрозливо. Помагање значи во новотарија. Некому да му помагаш, да ја шири новотаријата. Да ја шири новотаријата и така натаму. Та трета врст на истијана, значи првата врст е што ибадет, што рековме. Втората врст зависи од ситуацијата. Ако е за халал, дозволено, ако е за харам, забрането. Трета врст на истијана, барање помош од еден жив човек што е присутен тука, ама не е во моќ да ти направи таа работа. Ова е, вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, игра. И не е, значи, до паметот. Како пример, ти му велиш на еден човек што не може да оди можда, му велит ајде да крениме ние да правиме некој работи што само човек ги прави, што може да оди. Ова значи не е до паметот. Ова не е зрелост. Значи не е, значи зрелост, способност. Ти го гледаш Чаков, нема да се мрне од крај вечер, што се вели, ти му велиш ајде да крениме ние шифонјари, не знам што. Значи ова што е? Ова е игра во паметот. Значи не е ова, значи озбилност. После четвртата врст, барање на помош од мртвите. Барање на помош од мртвите или од живите, но за нешто што е тајно, скришно, што тие не се во можност да го направат тоа. Фахада ширкун, ова е ширк. Значи од мртвите го разбравте, барање од мртвите помош на мртвиот на гроб, има луѓе на гроб, му се моли на мртвиот. Вели дај ми ова, дај ми она, среди ми ова, направи ми она. Значи до ова му прави помош барат кај мртвиот. Ова е ширк. Или па некој жив што е за нешто што е скришно. Пример, има луѓе нема машко. Така? И сака да има машко без друго, машко сака да има. И ој сака гатачов. И му вели на гатачот: аман думан правиш што ќе правиш, дете машко сака. Ова е ширк. Ова е ширк. Што те изфрлат од верата. Или па на докторот да му бараш, велиш така машко ја. Или некој друг, кој бил. Ова е ширк. Што треба многу пазење. Затоа, значи, зошто е ширк? Зошто ти не му го бараш тоа барање нему, освен веруваш дека тој има некоја скришна сила. Иначе немаше шанса ти да му се обратиш нему, како што вели Шейх Утхаймин рахимахуллах. Значи, обратувањето твое код него, ти веруваш дека овие има некоја сила, значи тајна скришна сила што не нема секој човек. И така тоа те прави тебе немуслиман. Така те прави, значи затоа овие работи треба да се учат детално со категориите, да се пишат оваа категорија, трета категорија, четврта, за да знаеш која категорија е дозволена, која е забранета, која е ширк. Некоја е забранета, ти ја правиш ширк. Од забране, харам е нешто, ширк е нешто. Значи, да не осудиш утре и ти некои други луѓе, поради незнање твое, со ширк ги осудуваш, а ти направиле само во харам се помагале. Значи, ова е неправда. Да го осудиш некого со нешто што не го заслужи да биде осудено. Ова е неправда. Затоа треба пазење многу
И овие работи се бараат само од Аллах субханаху ва таала и од никого друг, И во вистина кога еден од селеф, сега за ова, значи, во оваа ситуација ми стекна, еден од селеф, во времето на имам Ахмед рахимуллах кога живеше, имаше нон-стоп черки, немаше машко. Черки имаше. 5 черки, 6-та черка му се роди, и му појде на имам Ахмед, му рече, пак имам девојче. Значи, женско дете. И имам Ахмед рахимуллах му велеше, пекамберите се татковци на девојчина. Значи, така му облажуваше неговата, значи, тоа што му надостосуваше. Му велеше, пекамберите се татковци на што? На девојчина. И на пекамберот селаласта му умреа синоите, што живеа черките негови. Имам Ахмед, значи, пекамберите се што? Татковци на девојчина. Ама ова е исто голем проблем ке нас. Значи тој бара, тој по попој, не знам што секаде, за да има дете. А тој поради тоа е губи неговата вера, што ќе остави во џехеннем за секогаш, брат. И за нешто може би тоа дете, што беше со Хидр алейхи салату васелам и Муса алейхи салам, која го тепа тоа дете младо, Муса се зачуди како го убивата. Но Хидр му рече, ова дете ако беше големо, ќе беше искушение за неговите родители да излезат од верата. Значи некогаш детето е причина за родителите да излезат од верата дури. Да. Значи затоа треба некој пат ти мислиш бараш нешто, но не знаеш каде е доброто. Не знаеш каде е доброто.